Минатата година имаше помалку врнежи за овие последните 2-3 месеци. По 11 литри јас сум мерил на овој простор, а за сега за разлика двата месеци последни имат околу 50 литри, што значи дека тоа не е мерило само за нашиот крај, него Брегалница е сливно подрачје за цела Источна Македонија, така да врнежите кога се присутни во Источна Македонија се одразуваат и на водостојот на реката Брегалница. Ја мислам дека за наредните 30-40 години Македонија ќе биде нападната од суша повеќе од сега што е. Водниот биланс на купно на Македонија ќе биде уште полош и не е исклучено да во Македонија се појават и региони, особено потекот на Вардар, јужниот дел на Македонија, да се појават и полупустињи таму каде што ќе дојде и до оцелување не само на животните и птиците, него и на луѓето. И до овај брег беше вода, од брего стоеме и фаќаваме риба. А сега, како еден обичен канал и многу мало водостој. Брегалница нема вода. Некош и порано вода имаше, дожд имаше, сега нема дожд, нема ни вода. Прекинот на водата допринесе тај биосвет да биде пореметен. Нема такви услови више за птиците и за некои не постојат веќе никакви шанси да се вратат у нашите краишта. Брегалнички систем ни 20% не се користи, тоа е голема штета за сите, не само за земјоделците, тоа е штета за цела Македонија, затоа што немаме производство и немаме култури што и треба наводнување. Или треба да разместуваат во инвестиции за пченицата што се доста скапи системи, или ќе треба да вршат промена на културите кои што поднесуваат суша, подолг временски период и вегетациите завршуваат нешто порано од пшеницата и дачката.